Unfortunately for us, what happens in China doesn't stay in China. Во текот на изминатите 6 години под власт на Ши Џинпинг, Кина радикално ја надгради и прошири својата стратегија за поголемо влијание во различни региони низ светот. Оваа стратегија е најочигледна во Азиско-Пацифичкиот регион, но е се поприсутна и во Северна Америка, Европа, Австралија и Нов Зеланд, беше посочено на дебата за кинеското влијание, која се одржа во Вашингтон во организација на Глобалниот тајвански институт и Советот на Карнеги за етнички и меѓународни прашања. Европските држави не се имуни на влијанието на Кина. Преку иницијативата Еден пат, еден појас, Европа е цел во плановите за експанзија на Кина. Секако дека има економски бенефит од прифаќањето на понудите на Кина, но Европа треба да биде свесна дека со Кина нема бесплатен ручек. Дејвид Шулман од Меѓународниот републикански институт е уште попрецизен и вели дека особено лесна цел за Кина се државите кои се во предпристапен процес за приклучување кон Европската унија. На места како Србија, каде председателот Александар Вучик и неговата партија се движат во нелиберална насока и го контролираат медиумскиот простор, има одлични услови за склучување сделки зад затворени врати. Неодамна беше објавено дека српската и кинеската полиција ќе работат на обезбедување поголема заштита на кинеските работници и туристи во Србија. Тоа за Шулман не е еднодимензионално, зашто верува дека заштитата ќе донесе употреба на технологии, кои Кина ги користи дома. Тој посочува и на Црна Гора како натажен пример за држава, која западнала во долгови по соработката со Кина. Панелистите беа согласни дека економската моќ и политичкото влијание на Кина на светско ниво растат. Стејт департментот и одделот за одбрана на САД неодамна излегоа со извештај за военото влијание на Кина. Таму стои дека Кина врши влијание врз културни, бизнис и академски институции, како и во медиуми во САД и во други држави, за да ги унапреди своите воени и безбедносни интереси. Новинарот и аналитичар Исак Стоунфиш, колумнист на Вашингтон Пост, кој 7 години живеел и работел во Кина, вели дека дури и преку самоцензура во САД се заскриваат информации кои не се поволни за Кина. Пекинг настојува да ги нагласи позитивните информации за Кина, за да ги сузбие негативните. Панелистите се децидни дека треба да се развие свеста за ваквите перфидни тактики кои штетат на демократијата.